колку се мили Твоите живеалишта, Господи, на двоинствата. Мојата душа гине и копне по Твоите дворови. Моето срце и моето тело повикуваат кон живиот Бог. И врапчето си наоѓа живеалиште. И ластовичката гнезденце каде ќе ги положи своите пилиња. Господи Боже на двоинствата, Царе мој и Боже мој. Блажени се оние кои пристојуваат во Твојот дом, славејќи Те непрекратно. Блажен е човекот, чија сила е во Тебе додека се подготвува на свети патишта. Минуваат ли низ сува долина, ја претвараат во извор на вода. И првиот дожд ја облекува во благослов. Минуваат од сила во сила и излегуваат пред Бога на Сион. Господи Боже на двоинствата, чуја мојата молитва, послушај, Господи, ете, о Боже, штиту наш. Погледни го лицето на својот помазаник. Вистина е, еден ден во Твоите дворови подобар е од 1000 други. Повеќе сакам да стојам на прагот на домот на мојот Бог, отколку да живеам во шаторите на грешниците. Господ Бог е сонце и штит. Тој ни дава благодат и слава. Не им скратува Господ добро на оние кои одат во невиност. Господе Боже на двоинствата, блазен е оној што се надева на Тебе. Амин. Денеска навистина имавме едно прекрасно богослужение, прекрасно крштевање и верувам дека сите убаво се чувствувавме и темата на некој начин е поврзана. Ќе видите зошто и како. Меѓутоа ќе започнам најнапред со една илустрација, ќе наречеме. Значи, бил еден пастор на една протестантска заедница кој што бил буквално на умирање на болнички кревет. И, значи, во болница. Му дошле двајцата негови пријатели, колку му биле пријатели, не знам, меѓутоа, значи, да го посетат. Едниот бил банкар, а другиот бил адвокат. И овој, кога го видел тоа, едниот, значи, банкарот од една страна на креветот, овој другиот од другата страна на креветот, и знаете сега како оди таа посета во болница. Пасторот рекол: о Господе, со што заслужив да умрам меѓу двајца разбойници? Имаше еден друг, кој што умре, не требаше, меѓутоа умре меѓу двајца разбойници. Тоа е нашиот Спасител Исус. А беше погребан, вели Исаија 53:9, меѓу богатите. Кој требаше се најде на неговото место? Баш меѓу двајца разбойници и тој истиот. Варава. Или Бараба. Така да, од таму доаѓа тој израз. Само да ви прочитам неколку цитати од Елена Вајт, од Копнежот на вековите, како е опишан овој човек. Тој човек тврдел дека е Месија. Тврдел дека е овластен да воспостави ново уредување во светот и да го насочи во добар правец. Измамен од сатаната тврдел дека сето она што ќе го приграби со кражба и разбойништво му припаѓа нему. Правел прекрасни чуда преку сатанска сила,
стекнал приврзаници меѓу народот и го поттикнувал народот на бунт против римската власт. Прикривајќи се под наметката на верско воодушевување, тој всушност бил закоравен и безнадежен злосторник, склон на бунт и суровост. Тоа е Варава. Следен цитат вели: тука стоел Божиот син, носејќи подбивна облека и трнов венец. На неговите до појас облечени плеки се гледале долги, сурови модринки од кои непрекинато течела крв. Неговото од крв извалкано лице давало одраз на претрпена болка и исцрпеност, но тоа лице никогаш не било поубаво отколку тогаш. Изгледот на Спасителот не бил изменет пред неговите непријатели. Сега го гледаме описот на изгледот Исусов. Секоја негова црта изразувала благост, спокојство и најнежно сочувство кон неговите сурови непријатели. Неговото држање не покажувало кукавичка слабост, туку сила и достоинство на долготрпение. Затвореникот покрај него, Варава, бил впечатлива спротивност. Секоја црта на лицето на Варава одразувала закоравен разбойник, како што навистина тој бил. Таа спротивност му зборувала на секој наблюдувач. Некои од присутните плачеле, наблюдувајќи го Исуса, биле исполнети со сочувство. Дури и свештениците и поглаварите биле осведочени дека тој бил навистина она што тој го тврдел за себе. Ниту римските војници што се наоѓале околу Христа не биле целосно закоравени. Некои сериозно го посматрал неговото лице, барајќи доказ дали навистина е криминалец или опасен престапник. Од време на време би фрлиле некој презерен поглед и на Варава. Не била потребна голема острумност за тој да биде целосно прочитан. Потоа повторно би го насочиле својот поглед кон оној кому му се судело. Се наоѓаат пред избор, треба да изберат кој ќе се најде на средишниот крст меѓу овие двајца разбойници. Не требало многу голема остромност за да се примети кој е кој. Го наблюдувале божествениот страдалник со чувство на длабоко сожалување. Христовата тивка покорност ја врежала во нивното сеќавање сцената, која нема да биде избришена, се доека не го признаат како Христос или ќе го отфрлат и со тоа за секојаш ќе ја запечатат својата судбина. И уште еден цитат. Тогаш еврејскиот народ го направил својот избор. Знаете, ова е оној момент кога Пилат после оној нивни обичај им ги изнел двајцата да бираат кој ќе биде распнат и осуден, а кој ќе биде ослободен. Еврејскиот народ го направил својот избор. Покажувајќи на Исуса, тие рекле: не овој, туку Варава ослободи го. Разбойник, Варава, значи разбойник и убиец, бил представник на сатаната. Христос бил Божи представник. Христос бил отфрлен, Варава бил избран. Изборите ги добил Варава. Варава и ќе го добијат. Донесувајќи ја својата одлука, тие го избрале оној кој од почетокот бил лажец и убиец. Сатаната бил нивен водач. Како народ, тие ќе ги спроведуваат неговите наредби. Тие ќе извршуваат негови дела. Ќе морат да се покоруваат на неговата власт. Тој народ, кој наместо Христа го избрал Варава, ќе ја чувствува свирепоста на Варава до крајот на светот. И ние сме сведоци дека тој народ, навистина тој и го чувствува и го трпи секој ден. Или овде до крајот на светот. Поради овој неверојатно лош избор. Тие гласале за тоа Варава да биде ослободен, а Исус да се најде меѓу оние двајца разбойници на крстот. Неверојатно, но вистинето. Знаете, како што спомнав и претходно за време на утрските стихови, нашиот цел живот, секој ден, ние правиме избори. Ние избираме
И од тие наши избори, помали, а потоа следат и поголеми, зависи нашата вечна судбина. И некојаш не е лесно. Знаете, ќе се послужам сега со една илустрација што ја слушнав од Девид Ашерик, еден од оние телевизиски евангелисти, проповедници, кои што често пати можат да се сретнат на 3EBN, на каналот. Тој во таа своја проповед зборуваше за тоа дека денес треба да избереме. Зошто денес? Како што и го читавме стихот од Исус Навин. Денес изберете кому ќе му служите. Зошто денес? Откаде таа хитност? Во времето на Исус Навин, далеко било Христовото прво доаѓање, а не па второ. И самиот тој кажа, и еве откаде е хитноста. Затоа што никој не може да биде сигурен на кое ниво ќе биде утре. Дали може би утре нема да му биде потребно уште посилно осведочување од оно што го слуша денес. И тој тоа го илустрираше со една навистина интересна илустрација. Како тоа нашиот мозок функционира. Знаете, кога избирате да направите нешто, и вие како да се наоѓате, треба да помините на другата страна од едно поле, кое што е обраснато со висока трева, као оние саваните, значи висока трева до половина. Сега не е баш лесно да вие помините такво едно поле преку таква висока трева. Меѓутоа, почнувате, нели? Има голем отпор, почнувате и одите полека, газите се борите и некако ќе отидете на другата страна. Тоа е, значи, кога после вашиот избор сте сториле нешто за прв пат во животот. Откако се наоѓате од другата страна од полето, и сега ако сакате да преминете од оваа, кој пат ќе го изберете? Истиот. Зошто? Затоа што веќе е утапкан, нема толку отпор, полесно е. И сега полесно се движите кон другата страна. Потоа, ако сакате пак на другата страна, повторно го избирате истиот пат. Затоа што е полесно сега. Зашто сега да идам по друг пат, пак да тапкам, да се мачам, да кога? Овде можем лесно да помнем. И така, постепено, се ствара навика. Вие не сте ни свесни кога еден ден, всушност, овака идете по патот. Натаму. И тоа ви е толку лесно. Да. Ке направите автопат, дори како што вели Драган. И не е лесно сега да изберете некој поинаков пат, откако нели ќе бидете осведочени дека тој е грешен пат. Навистина, секој ден е избор. И секој избор може да биде и кобен. Затоа што тешко е потоа, откако сте избирале често пати едно нешто да повторите, да направите, тешко е да се одвикнете од таа навика. Знаете, тоа е, значи, таа воспоставена нервна патека во мозокот. И вие автоматски потоа, без дури да размислувате, го правите тоа. Но и за тоа има чаре. Не сме оставени безнадежни. И сега, еве се прашуваме, како тоа израелците, евреите го направиле овој избор, катастрофален избор. Како тоа? Како се случило се тоа? Зошто Варава им бил толку симпатичен? Јас еднаш кажав, сега ќе ја повторам таа мисла во еден друг контекст, зборувавме тогаш, може би беше нешто слично. Што би било кога Месијата би дошол, би се појавил во Македонија, во времето на турското робство? Дали ние би го избрале Месијата, или би избрале некој како Гоце Делчев, Пито Голида, Мекорев, не знам, некој кој што... Мада, значи, споредбата е тотално, мислам, далеко од Варава, кој што бил разбойник, убиец, овие биле револуционери, знаеме. Меѓутоа, сакам да ја доловам таа слика да, како и они кои што очекувале ослободување од римското робство, а не биле заинтересирани за нешто друго, за она вистинско ослободување, вистинска слобода, слобода од гревот. Така и ние
Мислам, лесно е да предпоставиме да кажеме дека би го избрале оној другиот, револуционерот, отколку. Иако и Исус бил револуционер. Еве, како е тешко некојаш луѓето да донесат вистински избор, а како е лесно да изберат погрешната страна. Од големата борба, читам цитат кој што вели: иако човечкиот ум е неспособен да ги долови мислите на вечниот и целосно да ги свати неговите намери, сепак причината што луѓето не можат толку добро да ги сватат небесните вести, лежи во нивните многобројни заблуди и во нивната немарност. Често, човечкиот дух, па и духот на Божите слуги, е заслепен со човечките мислења, со предања и со лажни науки, и поради тоа само делумно може да ги свати големите нешта што тој ги открива во својата реч. Па зарем тоа не е проблем денеска со многу луѓе? Натрупани со традиции, со човечки мислења, со демагогии разни. И потоа кога толку е јасно нешто, како што и било јасно, можело да се направи јасна разлика меѓу Исуса и Варава, вие сепак да го изберете на погрешното. Еве една друга причина. Зошто евреите не го сакале Исуса? Зошто го избрале Варава? Тој, Исус, им упатувал приговори, го разоткривал нивното лицемерство и тоа ги гневело до лудило. Сеќавате, денеска прочитавме еден стих од Павле. Павле бил така добро примен од галатјаните, меѓутоа подосна, што се случува? Вели, зарем ви станав непријател заради тоа што ви ја кажав вистината? И тоа често пати се случува. Некој ќе ви стане непријател затоа што му ја зборувате вистината и затоа што сакате да се спаси. Тоа било исто и со Исуса. Ги мразеле високите мерила на праведноста што Исус постојано ги објавувал. Ја разоткривал нивата себичност. Се плашеле од примерот на вистинолюбивост, побожност и возвишена духовност. И така еврејските старешини го направиле својот избор. Нивата одлука е забележена во книгата што е видел Јован во раката на оној кој седи на престолот, во книгата што не може да ја отвори ниту еден човек. Со сета своја обвинувачка сила оваа одлука ќе се појави пред нив оној ден кога книгата ќе отвори лавот од племето на Јуда. Што е со нашите избори? Знаете, може би денес ќе се соочиме со некој ситен избор. Меѓутоа, како што го објаснивме она со илустрацијата со таа патека, може ќе биде ситно, меѓутоа со текот на времето, тоа нешто ситно, тоа наше ситно попуштање може да доведе до многу поголемо и на крајот да тоа ја реши нашата вечна судбина. Денеска имавме пример на двајца млади кои што донесоа правилен избор. Решија да тргнат по стапките Исусови. Па колку и тоа било мачно под наводници, ги кажем. Затоа што, знаете, еднаш кажавме дека, што кажавме, спасението е лесно или тешко? Тешко е, затоа што најтешкиот дел е токму ова, изборот. Ние треба да решиме, да му ја предадеме нашата воља на Господа. И од тој аспект, од наш аспект е тешко. Меѓутоа, од Божиј аспект, мислам, тој, значи, замислите си некој да направи се за вашето спасение, да ви го поклони вака, да ви го даде како дар, па не може да биде тешко тоа. Само треба да го примите. Меѓутоа, вие треба да донесете одлуката, изборот да го направите. Како е денеска? Еве еден цитат. Современиот човек го избира Варава, значи исто. Има ли разлика? Современиот човек го избира Варава и вели да го раснеме Исуса. Тоа ќе го направи во личноста на неговите свети. Пазите, ова се однесува и може да се однесува и на нас во иднината. Ќе го изберат разбойникот, ќе го изберат оној што е криминалец, препродава дрога, уништува невини души, а вие ќе пострадате.
историјата ќе се повтори, нормално. Како што ги избрале Варава, а не Исуса. Ке постапи исто онака како што постапувале еврејските свештеници и водачите на народот спрема Исус. Тој, Божи син, потполно невин, беше убиен затоа што на луѓето им ја кажувал вистината која не им била мила. Еве го исто случајот со Павле. Павле го замразиле, добил еден куп непријатели, претходно го примиле како ангел, како Исуса Христа го примиле, вели во Галатјаните, денеска читавме, а потоа им станал непријател, затоа што им ја кажувал вистината. Тој беше Божи син. Оние кои што денес го презираат Божиот закон, покажувајќи непочитување спрема неговите заповеди, застануваат на страната на отпадникот. Тие на светот му објавуваат дека Божиот закон не е обавезен и дека е укинат. Оние кои ваквата лага ја прогласуваат за вистина, ги заведуваат луѓето и го приковуваат Божиот закон на крстот помеѓу двајцата разбойници. Каков ужас! Денеска тоа мнозина го прават. Го приковуваат Исуса, го приковуваат Божиот закон меѓу двајца разбойници, замислите. Моралниот закон, кој што не се однесува само на живите суштества на ваа планета, на нас. И како што кажав, нашиот секојдневен живот е избор. Ке ви кажеме пример од минатата недела, кога си тргнав за Штип. Ова е, значи, многу ситна работа. Едноставно, јас тој ден сватив колку Бог сакаше да ме поштеди дури од ситен стрес. Ситен, минимален стрес, ама Бог сакаше да ме поштеди да си отидам онака мирен дома. Тргнав и одам да чекам градски карши Градежен, и веќе не, мислам на едно 30 на метри до постојката и доаѓа двократен 22. Меѓутоа јас по навика излегувам или саат или 45 минути, ова некога слушаат оние кои што знаат често пати за закъснато богослужение, па сум ви кажал кој е лекот. Значи, или саат или 45 минути пред автобусот да ми тргне од автобуска, оно што е за Штип, јас излегувам и идам, чекам градски, затоа што може да се случи секаква ситуација, од каде знам, може ке нема, може ке закъсни некој. И онака лежерно си одам полека и поминува таа 22 двократна. И јас, па друго што мразам да трчам по автобус. А пошто рано си излегувам и немам ни потреба да трчам, кај ќе брзам. И го пропуштив. Оди, викам. Си викам и се одам полека. И веднаш после него, односно 5 минути после него, седмица ми доаѓа. Една раскантана седмица, сега за разлика од двокатниот, си викаш клима, сето тоа. Овде е ладно, рано наутро, меѓутоа си се качив. И знаете кај врти, кај пошта, овака врти за да се вклучи, после треба пак да врти лево за кај рекорд. Меѓутоа тука беше улицата затворена, со лента, двукатниот автобус, кој што најверојатно беше 22-ката, беше испречен вака целиот на среде улицата, баш кај рекорд. Имаше неколку коли тука, веројатно имаше некој удес, ја не забележав нешто, кој знае што, не можев да видам. И сега се викаме, значи, дури можев и да задоцнам, ако се случише тоа, да бев во тој автобус, па требаше после пешки да одам дури до, не до железничка, ама после Зелен пазар, на таа следната раскртница таму кај Дос, или како се викаше. Тука некаде, па скоро до железничка е тоа веќе. Значи, тоа може да се искомплицира целата работа. Меѓутоа, ете, затоа треба порано да си тргнете, ќе се поштедите од многу непријатности и од многу стрес. Еве, направив избор и не погрешив, мада тоа е ситница, нели? Но факт е дека зборуваме за многу битна работа. Денес треба да избереме кому ќе му служиме. Секојаш кога погрешно избираме, ние всушност го избираме Варава, а го приковуваме Исуса на крстот.
И не е лесно, како што кажав, нашата грешна природа се бунтува, нашата грешна природа си сака нешто друго. Да се подсетиме на Адам и Ева. И тие направиле кобен избор. Често кога разговарате со луѓе, веројатно сте го слушнале тоа, па што им требало, бе? Што им требало тоа да го направат? А ради нив ние да страдаме. И па, да, добро, ради нив ние имаме наследена грешна природа, меѓутоа, кој не е крив кога ние правиме погрешен избор? Адам и Ева не се криви. Меѓутоа, ние сме слободни морални суштества со слобода на избор, како што кажавме претходно. Без таа слобода на избор ние не би можеле да го развиваме карактерот. Затоа Бог не создал како такви. И вели во Патриарси и пророци еден цитат: без слобода на избор, неговата послушност, значи на човекот, не би била доброволна, а туку присилна. Тој не би можел слободно да го развива својот карактер. Тоа не би било достојно за човекот како за разумно суштество и би одело во прилог на обвинувањето на сатаната дека Божјето владење всушност е самоволна тиранија. Че забележавте, од изборот зависи развојот на нашиот карактер. Пред да преминам на Данило и неговиот избор, еве сега ми текна една друга ситуација, кога направив правилен избор. Тоа се случуваше, значи, кога бев на војска, не знам колку знаете, може да сум спомнал, служев на Скопска Црна Гора, значи на граница со Косово. Тоа беше во АРМ, првите класи таму, меѓу првите. И знаете, одевме во патрола како граничари. Имавме тогаш поручник кој што од резервен состав го активира, а некако па човекот му требаше многу време за да се снајде таму, а ние веќе бевме така наречени џомби, како ги викаат, веќе навикнати на терен, на се. И тоа беше една вечер, кога времето беше прекрасно. Знаете, јас бев десетар и почесто се случуваше да не излегувам во патрола, туку јас ги праќав патролите. И ама таа вечер требаше јас да одам во патрола со еден од војничките другари. Значи беше 10 часот можеби. И знаете, често пати знаеше да се случи, што имам да кријам, мислам, кога е поладно времето, наместо да отидеме во патрола, ние ќе се бутневме во една од гаражите, имаше некои гаражи тука, покрај тоа караулата, и тука ќе се заклучиме и у патрола сме ние. Чувавме граница. Меѓутоа, таа вечер беше толку пријатно времето и имаше избор. Овој војничкиот ми викаше: кој ќе оди сега, кој да влеземе во гаражите. Не, викам, знаеш што, јас сакам да прошетам ваа вечер. Тварно, одамна неам излезено, сакам да прошетам. Убаво е времето. И излеговме во патрола, значи отидовме на местото кај што требаше да отидеме. Прва кривина, втора кривина, така не беа тие. Идевме дури и некојаш до Танушевци. Караулата тогаш не беше Танушевци, беше многу на Рамно. Местото наречено Рамно, тоа беше стар некој центар за врски од ЈНА, па се користеше при време како караул. Сега караулата е кај Танушевци баш. И поручникот, кој што некако ме фати на око, не знам зашто, не знам, најверојатно затоа што не можеше да ме победи во пинг-понг. Никако не можеше. Не му појде од рака да ме победи во пинг-понг. Игравме, имаше пинг-понг маса. Никако не му појдеше од рака да ме победи мене. Сите ги победат мене, никога не може да победи. Имав тогаш брзи рефлекси, не знам како е денеска. И добро, не знам сега зашто ме фати на око, меѓутоа таа вечер, веројатно, идејата му беше да не фати, значи како спиеме, за да не ми го даде викендот, кој што требаше да го земам. Таму ни даваа по 5-6 дена, така као продолжен викенд, затоа што поредко ни ги даваа. И го слушам и се јавува на моторолата, ни се јавува и знаете, имавме шифра Беко 1, јави се овде Беко. И
се јавуваме, јас го слушам, јас осеќам дека он е надвор, затоа што му шушти на моторолата, значи е надвор некаде, пиркаше ветре така. Каде сте, викам, на одредено место. Значи, идејата му било да не фати во гаража, затоа што некој не истужикал. Знаете, има така наречени гребатори во војска, кои што сакат да се изгребат, кај старешините. И видел, го слушнал разговорот меѓу мене и војничкиот, дека као ние имаме идеја да се пикне во гаражата, меѓутоа, ви кажав, не беше тоа случај. И замислете, после тоа, кога се враќаме од патрола, јас разбрав што се случувало. Поручникот бил сигурен дека ние сме во гаражата. Тропал, викал, излегувајте, ваму, таму. Дури се решили на крајот, затоа што си викаат, овие се тука внатре, ама чутат, да разбијат катанецот, да влезат во гаражата, но нема што да најдат таму. Ние не бевме во гаражата. И потоа, истиот тој поручник не можеше да погледне во лице. И мораше да ми го даде викендот. Интересно беше, војска беше наистина интересно. Како и да е уште еден пример за тоа како сум направил вистински избор. Ова е само илустрација, значи, у поглед на она за кое што зборуваме вечерва. Ние имаме многу посериозни избори во нашиот живот и многу внимателно треба да ги правиме тие избори, нормално со Божја помош, никако и со Божје водство. Никако ние самите, затоа што, знаете, грешната природа не влече на друга страна, како што кажав. И еве да се подсетиме на Данило, младиот Данило. Отвораме во книгата на пророк Данило, во првата глава. Или Даниел, како што е во Константинов. 8 стих. Даниел одлучи, направи избор. Одлучи во срцето дека нема да се оскверни со царските јадења и со виното од неговиот стол. Па го замоли дворскиот старешина да го поштеди, да не се оскверни. Данило не сакаше да седне на вавилонската маса, да јади и да пие од веројатно, како што денеска Вавилон е символ на збрка, веројатно и таа маса била полна со збрка од јадење. Значи, прва глава, 8 стих, 17 стих. Како резултат на овој негов избор, на овие 4 момчиња Бог им даде знаење и разбирање на сите книги и мудрости. Даниел ги разбираше виденијата и соништата. Видете како еден избор, од еден избор може да зависи вашата вечна судбина. Има многу поголемо знаење и разбирање. Даниел ги разбираше виденијата и соништата. 19 стих. Царот разговараше со нив и меѓу сите не се најде ниеден како Даниел, Анани, Мисаил и Јазер. И така тие останаа пред царот. И 20 стих. И во се мудро и умно, зашто ги испитуваше царот, се најде дека се 10 пати повешти од сите волшебници и гатачи, што ги имаше во сето негово царство. Еве го, значи, тоа влијание на тој позитивен избор, како што ја кажавме илустрацијата за тоа како нашиот мозок функционира и како се создаваат тие нервни патики. Кога го правите вистинскиот избор, вие делувате на развој на својот карактер, на својот ум. Воспротивно се случува нешто поинако. Тие излегле 10 пати повешти од сите волшебници, од сите гатачи што ги имал царот. Ке прочитам се уште 2 цитати од Воспитување. Изградбата на карактерот е најважното дело кое некојаш им било доверено на човечките суштества и никогаш порано неговото вредно изучување не било толку важно како сега. Никогаш нито една претходна генерација не морала да се соочува со толку тешки проблеми. Никогаш порано момчињата и девојките не били изложени на толку големи опасности како што се оние што денес им се закануваат. Не е лош ни тој цитат, иако е погрешен. Значи, требаше да го прочитам следниот.
Секој ум мора да ја разбере врската меѓу едноставниот начин на живот и силниот интелект. На нас лично е да одлучиме дали со нашиот живот ќе управува умот или телото. Знаете, таа битка постојана. Секојаш телото е тоа кој што ни смета, таа грешна природа во правење на вистинскиот избор. Младите, че ова е поготово насочено кон младите, мораат секој за себе да одлучат како ќе го обликуваат својот живот и не смеат да се штедат никакви напори за да се запознаат силите со кои тие се соочуваат се извинувам, и влијанијата кои го одредуваат карактерот и судбината. Младите и децата треба да разберат дека алкохолот, тутунот и другите слични отрови со своето влијание го разоруваат телото, го затемнуваат умот и духот го прават телесен. Денеска вавилонската маса исто така може да понуди многу од овие нешта и многу повеќе од тоа. Па не само таму. Да, таму е и широка и долга, онака, имате избор. Мора да се објасни дека секој што ги употребува овие отрови не може долго да ја задржи полната сила на своите физички, ментални и морални способности. А денеска, како што се спомена, не се само алкохолот и тутунот. Има многу работи, во кој што ќе треба да направиме вистински избор, како што Данило го направил вистинскиот избор. Не сакал воопшто да си има работа со вавилонската маса. И сето тоа ите како делува врз развојот на карактерот. И уште еден цитат од Воспитување. Кој што не изборува за Мојсе и неговиот избор. Каков избор направил Мојсе? Можел да биде првниот човек во Египет. На Мојсе му биле понудени палатата на фараонот и царскиот престол, но во тие господски дворови имало грешни задоволства кои ги наведувале луѓето да заборават на Бога, и тој наместо нив ги одбрал постојаното добро и справедливост. Наместо да се поврзе со големината на Египет, тој избрал да го поврзе својот живот со Божјата намера. Наместо да му дава закони на Египет, тој по божествено упатство му пропишал закони на светот. Ова посебно ми се допаѓа. Наместо да биде законодавец во Египет, да дава закони на Египет, тој по божествено упатство, значи му пропишал закони на светот. Кои што служат и ден денеска, значи, за наша полза, значи. Да се подсетиме на Лот, каков избор направил Лот. Сеќавате, Аврам му дава предност на Лот, избери. Каде ќе ги пасеш своите става. И му се допаднала таа рабница таму, па завршил полека во Содом и Гомор. А потоа морал буквално да биде извлечено таму, со посредство на ангели, за да не заврши како сите други. Да биде спален. Значи, прашањето за ова вечер е дали ние доволно ја сваќаме силата на изборот. Тоа е до нас. Бог може да направи се и да действува, да постапуваме според неговата волја, меѓутоа Бог не се меша во нашиот избор. Тој ни дал слободна волја да избереме. Или сме робови на едниот господар, или на другиот, и тоа не робови, туку сме синови, да не забораваме. Пред една-две саботи, колку беше, се подсетивме, видовме дека не сме робови, ние сме повикани да бидеме слободни, ние сме синови на Севишниот Бог. Запомнете, драги пријатели, дека секој ден, секој час, секој момент ја ткајате својата лична судбина. Знаете, сте видели, може би, не знам дали сте видели, на разбој, јас и во живо сум видел, разбој со оној чун кој што се протнува, нели, низ оние нитки од волна, не знам што може да биде сето тоа. Секојаш, која ќе се стави чунчето, се става чунчето, значи, се повлекува нова нитка, која или ја расипува, или пак ја разубавува ткаенината.
Ако бидете немарни и мрзливи, тогаш го расипувате животот кој Господ го одредил да ви биде среќен и убав. Ако им попуштате на своите лични склоности, навики, тие ќе ве врзат во челични синџи. И ќе станете робови на лоши навики. Но има решение за сето ова, дури ако сме врзани. А мнозина од нас, односно сите ние, сме биле врзани, а може би се уште сме. Што вели Исаија 61 глава? Исаија 61. Ова е едно пророштво кое што ќе се исполни во Исуса Христа и токму овој дел од Библијата Исус ќе го чита кога првпат ќе влезе во синагогата да чита. Исаија, значи 61 глава, од 1 до 3 стих. Духот на Господа Бога е на мене, зашто Господ ме помаза, ме испрати да им донесам радосна вест на бедните, да ги излечам скршените срца, да им проповедам слобода на заробените и ослободување на оние во темница, да ја навестам годината на Господовата милост и денот на одмаздата нашиот Бог, да ги развеселам натажените на Сион и да им дадам венец место пепел, масло на радост место облека на жалост, песна благодарница место очаен дух, и ќе ги викаат дрвје на правдата Господов расад за Негова слава. Еве зашто дошел Исус, за да не ослободи, за да не извади од робувањето, од темницата, да ни даде ведар дух, да не развесели, да не исцели. Истото таа задача и нам ни е доделена, да ние исто така го пренесеме Евангелието, кој што има таа чудесна моќ на ослободување, на исцелување до останатиот свет. Да се подсетиме на Римјаните 7 глава. Каква е таа очана состојба во која што може да се најде човек, во која што често пати може да се случи и ние да се наоѓаме, ако е така, тогаш е проблем. 7 глава Римјаните, но на тој проблем има решение. Бог има решение за секој проблем, колкав и да бил. И да е. 22-23 стих. Вистина, со мојот внатрешен човек наоѓам наслада во Божиот закон, вели Павле. Но гледам друг закон во моите членови, кој војува против законот на мојот ум и ме заробува под законот на гревот, што е во моите членови. Павле вели, јас знам што е добро, сакам тоа да го сторам, меѓутоа, знаете, патеката е веќе формирана. Полесно е, од таму откакува. Но, гледам, значи тоа го прочитавме, 26 стих. Вели и така, јас самиот со умот му служам на Божиот закон, а со телото на законот на греот. Каква е таа страшна борба. Заради која што Павле ќе извика, значи, во 24 стих. Беден човек сум јас, кој ќе ме спаси од ова смртоносно, смртно тело, од ова грешно, од ова слабо тело. И потоа во 25 стих не остава ни за миг да мислиме дали има спасение, дали во таа бедна состојба толку. Едноставно нема излез, треба да умреме и толку. Нема излез никаков. Му благодарам на Бога преку Исуса Христа, нашиот Господ. Само Исус е решението. Значи, Исус е вистинскиот избор во секој ден од нашиот живот. Да не правиме грешка како што ја направиле онаа катастрофална грешка и катастрофален избор евреите. Секојдневно треба да го избираме Исуса. И да кажеме како што кажал и самиот Исус Навин, денес јас избирам да му служам на Господа. Јас и мојот дом. Денес. Патот кон Христа. Ово е прекрасен цитат. Вам ви е неопходно да разберете каква е вистинската сила на волјата. Ово е клучен момент, всушност. Тоа е сила што владее во човековата природа, способност на одлучување или избирање. И сега внимавајте. Се зависи од правилната употреба на волјата. Се зависи од правилната употреба на волјата.
Бог му дал на човекот власт да одбере и до него стои да се послужи со неа. Вие не можете да го измените своето срце. Внимавајте, ова треба да ни биде јасно за секојаш. Вие не можете да го измените своето срце. Што сакате правите? Не можете. Вие не можете сами од себе на Бога да му ги посветите чувствата на своето срце. И тоа не можете. Но, едно можете. Можете да одлучите да му служите. Да изберете да му служите. Тоа е наше. Тоа е оно што ние можеме. Останатото го прави Бог. Лесно ли е спасението или тешко? Зависи колко е лесен избор. За секој од нас. За секој од нас. Можете да му ја предадете својата волја, значи ако избереме така, да му ја предадеме својата волја, тогаш тој ќе действува во вас да сакате и да го правите она што не му е угодно. Че дури и тоа е тој кој што действува во нас, за да постапуваме според неговата волја, како што вели Павле во Филипијаните 2.13. Ние треба да го направиме избор. И со овој цитат ќе завршиме. На секој народ и на секој поединец денес Бог му одредил место во својот голем план. Значи Бог има план, одредено место за секој од нас. Сетете се на Јован 14 глава. Исус заминал, меѓутоа заминал за да ни подготви живеалишта на секој од нас. За секој од нас има место на небото. Денес луѓето и народите се мерат со висулецот во раката на оној кој не прави грешки. Сите тие со својот собствен избор ја одредуваат својата судбина. А Бог се води на начин на кој се исполнуваат неговите намери. Да се подсетиме. Се содействува за добро на оние кои што го љубат Бога. Бог може да ве води на чуден начин, како еве Јона, пак ќе го спомнеме. Како тоа Јона морал да помине и да види, како се викаше, како беше оној израз, небитно, значи, буквално низ се, низ чудни ситуации, за да Бог го обработи, за да Бог го заврши делото со него и во него, а делото што Бог го започнал во нас и ќе го заврши, ако ние избереме, нормално. Значи, сите ние сме крштевани, денеска Ема и Лео решија, се крштеваа, направија вистински избор. Но секој понатамошен ден, како и секој наш ден е избор. За Христа или за Варава. Тука не завршува битката. Дури, знаеме, ние свесни сме, Саша е тука како понов, па знае од кога се проблемите, дали претходно беа и претходно. Имало во нашиот живот, целиот живот е проблеми. Меѓутоа, со Христа е многу полесно. И кога ќе тргнете по неговиот пат, тогаш ѓаволот ги, ќе кажам, Елен Вајд се служи со еден израз, удвостручува. Во ова последно време ги устостручува своите напори, за да едноставно не наведе на погрешен избор и да завршиме таму кај што тој сака да заврши. И тоа ние го имаме силниот Бог на наша страна, оној кој што направил се и прави се, ама ние мора да го донесеме избор. Јас верувам дека вечерва ние што сме тука присутни сме донеле супер избор, сме дошли на богослужение, да слушнеме една ваква тема, која што верувам ќе ни послужи понатаму во животот, а и оние кои што можеме не дошли, ама не слушаат, и тие направиле добар избор што слушаат. Оние кои што не слушаат, може би слушаат и нешто друго добро, ама не дај Боже да слушаат нешто што не треба да слушаат, да гледаат нешто што не треба да гледаат, затоа што сето тоа влијае. Драги браќи и сестри, треба да сватиме дека голема борба се води за нашиот ум. Се што гледаме, се што слушаме, се што јадеме, се делува. Нека Бог ни помогне да направиме вистински избор секојаш со Божија помош и загарантирана е и среката, срекниот живот и спасението на крај. Слава на Бога уште еднаш. Амин.